Колега Данев е една колегијална професорска. Бидејќи ја спомнате, не е греф некој човек, носител на јавна функција, да не знае. Греф е да не сака да научи, да не сака да се коригира и да не сака да ги подобри капацитетите во своето работење. Вие имавте сезнајковци, вие имавте луѓе за се, кои што ги ротиравте од некои советници од јавни предпријатија, обавезно преку катастар и во најмала рака преку едно или две министерства. Тоа го нема оваа влада. Оваа влада ротира квалитетни кадри од едно место на друго. Јас воопшто не се сомневам во капацитетите на професорката Десковска, што како универзитетски професор направи суштински реформи во образование и како одличен правен експерт ќе направи одлични реформи во правниот систем. Вие имавте такви кадри. Значи, во оваа влада недостасува за вас, предпоставувам из вашата перцепција, некој миле ми текна, или некој со тефтерчињата, или некој со тендерчињата. Тоа недостасува, се согласувам. И јас вие разбирам фрустрацијата зошто вие дебатирате на оваа тема. И треба да бидете доблесни да кажете дека тоа е така. Кога зборуваме за рейтингот, предпоставувам не го спомнавте на вашиот лидер, бидејќи е во рамки на статистичка грешка, и секако надојден Вардар на 2,90 метри е опасност, меѓутоа ова 2,9%, верувајте, не е ништо. Изборите цело време за козметика. Па ајде да се подсетиме каква козметика направивте. Вие направивте барокни фасади на институции во кои што оставивте руина на систем. И фасадите не ги прават институциите, колега Данев. Фасадите се само шминката која што вие оставивте. А за сметка на тоа, за тие фасади се руинираше системот, се правеше криминал, се нарушува права на работење, права на работници, и тоа ги чинеше граѓаните милиарди украдени пари. Овој премиер има доблест да зборува искрено за сите прашања во Република Македонија, во споредба со овој вашиот поранешен, кој што за жал јас не го гледам на вашите анкети, затоа што очигледно веќе не го ни броите никако пратеник. Благодарам.